Интеркултура, интеркултура. Добре дојдовте во уште едно издание на шорткастот Интеркултура. Денешен гостин ми е Джелал Хоџич, аналитичар, човек од шарената револуција и председател на партијата СДА за Македонија, представник на бошњачката заедница. Господине Хоџич, дали ова најново повикување на Трамп за припојување на Канада, Панама, Гренланд, кое што веднаш најде рефлексија кај, еве да речеме во соседството, Костадин Костадинов, кој што повика на припојување на Македонија кон Бугарија, сосема ги на неочекуван начин повторно ги бранува духовите. Предпоставам ја следевте кампањата за председателските избори во САД. Имаше јасна тенденција да сите авторитарни лидери, сите политички партии кои имаат недостаток на однос кон демократските вредности, посебно тука на Западниот Балкан и во околината, видовме дека навиваа сериозно за Трамп и неговата реторика, надевајќи се дека поредокот, демократскиот поредок и вредностите во западниот свет ќе бидат сериозно нарушени, така да не ме чуди понатаму моментот на повикување на одредени изјави на Трамп и одредени потези. Она што мене мислам дека се случува, мислам дека таа нивна математика, домашна математика на пазарот нема да излезе, затоа што Соединетите Американски држави се еден организиран систем кој има јасни столбови на државата, каде што председателот, какви год ставови да има, не може секогаш да наметне својата волја и своите погледи врз правилата и врз целите кои тој систем или таа држава ги има зацртано, и мислам дека таа математика нема да го даде резултатот кој авторитарните лидери во овој регион ги очекуваат. Зошто овие тенденции се уште тврдоглави? Еве, пак ќе се навратам на изјавата на овој бугарски политичар, кога токму влегувањето на Бугарија во Шенген, нели го покажа патот на кој што земјите од Балканот ќе се обединуваат и ќе го создаваат единствениот европски простор. Па во таа смисла, нели, и новинарите од Софија отидоа завчас во Солун на кафе и велеа дека порано на кулата се чекало по саат и пол, а сега едноставно ја премина границата. Тоа е, нели, модел, еве, и за сите нас на Западниот Балкан, а се уште, еве, токму, нели, Босна и Херцеговина е една од државите каде што таа реторика се уште има дури и безбедносни на некој начин засенчувања, така да речем. Целиот тој амбиент кој доби засилување од руската агресија врз Украина ги поттикна авторитарните политики во сите држави, па така и во Бугарија, и во Србија, и во Босна, и во Македонија, ако сакате, и во целиот регион. Можевме да следиме на телевизиите каде што одредени политичари и одредени структури упорно навиваа, да речеме, што побрзо Путин своите цели да ги оствари, за да се сменеле околностите и контекстот во овој дел на Европа и така натаму. Во Бугарија веќе подолг период од она што се нарекуваат проруски структури во Бугарија покажуваат една нелогичност во политиката и тие некако како упорно да ја буткаат Македонија назад во дворот со Србија. Веројатно логично би било да се работи и во Бугарија и во Македонија на затоплување на односите помеѓу двете држави, и гледаме политички партии кои сериозно имаат еден некритички однос кон Русија и кон Путин, кои упорно ги нарушуваат односите помеѓу Бугарија и Република Северна Македонија. Освен оваа поврзаност, не гледам политичка цел оправдана во таквата реторика. А вие како партија организиравте трибина на кој што, нели, вашите соговорници излегоа со став дека уставните промени треба час поскоро да се изгласаат и да се одблокираат веќе не атлантските, туку европските интегративни процеси, бидејќи овие атлантските ги завршивме. Членка сме на НАТО. Го споделувате ли и вие тоа мислење? Апсолутно. Можете да видите, за разлика од предизборието,
после изборите веќе никој не зборува за европските интеграции, членството во Европската унија, што е втора стратешка цел на државата. После оствареното членство во НАТО, втора стратешка цел за која сме се определиле во почеток на 90-тите со јасни документи усвоени и во собранието, и во владата, и во политиките, и мнозинството политички партии во своите програми е членството во Европската унија. И сега ние имаме еден предлог, тоа е веќе европски предлог, кој јасно бара од нас што треба да направиме за да продолжиме со европскиот пат. Ние сме првпат во некоја ситуација каде што се блокираме самите себе си. Општеството веќе не зборува, мејнстрим медиумите не зборуваа за тоа, еве зборуваме на некои алтернативни медиуми, алтернативни начини и целта на трибината беше таа да покажеме дека некој уште размислува за европскиот пат на државата. Моите ставови по тоа прашање се од поодамна познати. Јас не гледам ништо страшно за интеграција на останатите помалку бројни заедници во уставот на Република Северна Македонија, нити мислам дека државата ќе изгуби со тоа, напротив добива еден потенцијал за дополнителен развој. Развојот на едно општество во било која сфера на животот, и културна, и економска, и демократскиот развој, како сакате, е поголем кога опфаќате што поголем број на граѓани и никој не останува на маргините. Втора работа, сметам дека тоа не ги загрозува ниту етничките македонци. Европскиот пат не може да те загрози, напротив, остварувањето на стратешката цел на државата ќе донесе покомотна ситуација на сите граѓани на Република Северна Македонија, па и на етничките македонци. Дали во таа смисла репрезентацијата на различноста на помалите заедници е добро направена во власта која што по промената веќе и се стабилизираше? Дали сте вие задоволни од бројот на представниците на вашата заедница и секако многу поважно и како политиките на вклучување се движат напред? Во ваше време, значи, се воведе и босанскиот јазик во училиштата и тоа предизвика голема сатисфакција и задоволство и кај представниците, граѓаните од таа заедница, секако и од граѓанските организации, па и од политичките представници. Јас сум повеќе поборник да зборуваме за креирање на политики кои прават инклузија на помалку бројните заедници. Но важно е помалку бројните заедници да се гледаат внатре представени во институциите и да имаат луѓе кои ги застапуваат нивните права. Тоа не секогаш значи дека некој кој ви ги застапува права е баш и од вашата член на вашата етничка заедница. Она што јас можам слободно да го кажам е дека прво, ако ние се тргаме од европскиот пат и влегуваме со голема брзина во она што медиумите кај нас го нарекуваат српски свет, не можете вие да бидете задоволни затоа што стратешката цел и на државата и на граѓаните не се исполнува. Потоа, ако имате политики, ние во овие 6 месеци не видовме ниту една политика која се однесува на помалку бројните етнички заедници. Видовме дека има вице-премиер во владата на Република Северна Македонија кој доаѓа од помалку бројните заедници, но неговата улога таму е повеќе може да се стави во контекст на тоа дека до сега во сите влади сме имале министер, вице-премиер за европски прашања и сега сме добиле вице-премиер за БРИКС во владата. Значи така можеме да го доловиме тој момент, али не гледаме ние реална политика каде што се унапредуваат правата на помалку бројните заедници и каде што, да речеме, постојат елементи каде што е поправена правичната застапеност во институциите. Го немаме тоа, напротив, гледаме една риторика против балансерот како алатка која сме наоѓале моменти за критика, но начинот на кој се критикува таа алатка во овој момент, тоа представува доведување во прашање на принципот на правична и соодветна застапеност, кој е принцип
произлезен од Охридскиот рамковен договор и е дел од Уставот на Република Северна Македонија. Потоа не видовме политика во овие 6 месеци која се однесува на создавање на кадар кој ќе предава на различните јазици на помалку бројните заедници. Трето, не видовме политика која ќе направи дополнителна инклузија за младите од помалку бројните заедници, затоа што иселувањето, ако ги погодува сите граѓани на Република Северна Македонија, тоа многу повеќе ги погаѓа помалку бројните заедници. И сега ние имавме една реторика на тогашната опозиција, сегашната власт, дека Македонија се претвара во бинационална држава и еве сега во 6 месеци апсолутно не гледаме, освен реторика, не гледаме вистинска политика за подобрување на правата на помалку бројните заедници, а при тоа имаме блокиран пат кон Европската Унија и Македонија тоа го доживува по не знам кој пат во овие 30 години и праксата покажува дека секогаш кога е блокиран европскиот пат се нарушуваат односите помеѓу етничките заедници, по дефолт расте недовербата едни кон други. Како ја оценувате, да речеме, динамиката на политичката сцена од аспект на различноста и представниците на заедниците? Анкетите покажаа интересни резултати, каде што ние како општество се делиме повеќе на тоа кој е за членство во Европска Унија и во НАТО, и таа поделба е поголема и подлабока, отколку поделбата внатре кој е македонец, кој е албанец, кој е бошњан, кој е турчин, кој е србин, кој е влав, кој е ром и кој е од останатите. И создавањето низ медиумите на една голема хистерија дека ако во нашиот устав ги додадеме бугарите, црногорците, хрватите, египјаните, евреите, дека некој од големиве ќе изгубил нешто. И повторно вие немате никаков аргумент против тоа, туку имате едно оркестрирано подгревање на ниски страсти, на страф и на тензии. Сега тој циклус, таа спирала на подкревање на национализам ќе донесе дополнителни нови околности во општеството кои потоа понатаму како спирал ќе донесат нови настани и ние влагаме во еден, за жал, зачаран круг. Дали очекувате дека еве таа ситуација на сење, страф па и закани ќе го стави во реверзибилност, значи ќе го врати назад овој процес на интеркултурен диалог, подобри односи меѓу заедниците? Во таа смисла, дали може да и наштети на внатрешната демократизација на заедниците, така што не само метрополските, не само градските, не само машките представници на одредени заедници да добиваат и права и економски ресурси, туку тоа да го прават и жените, и припадниците на руралните средини, и посиромашните представници, поизолираните представници на заедниците. За жал, таквиот систем на поставување на работите секако дека ќе донесе до една дополнителна поделба во општеството, но ова може да биде еден аргумент во тоа дека тие поделби не се секогаш само етнички или верски, тие поделби може да бидат по одредени други основи, како што рековте, урбани, рурални, машки, женски, и тие поделби може да бидат понатаму внатре во самите етнички заедници дополнителен проблем за градење на одредена кохезија која е потребна за поттикнување на подобри политики за развој на општеството. Захвалјам на вашем гостување. Благодарам. Intercultura, 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 intercultura.